Враќање на довербата во институцијата Народен правобранител, соработка и кадровска екипираност ќе бидат во фокусот на новоизбраниот Народен правобранител Фатун Селами, кој даде свечена изјава пред председателот на Собранието Африм Гаши по повод стапувањето на функцијата. Гаши му ја честита функцијата на Селами, посакувајќи успех и порача да биде во служба на народот, да ги брани правата на сите граѓани без разлика на нивната етничка, религиозна и партиска припадност. Селами истакна дека ја прифаќа функцијата, се заблагодари за укажаната доверба и соопшти дека ќе работи професионално, непристрасно, со највисока посветеност кон граѓаните, со почитување на уставот и законите. Истакна дека негов приоритет е да се врати довербата во институцијата Народен правобранител. Ке работиме со сите релевантни фактори, со Собранието и со владата за прво да се направи кадровска екипираност на институцијата Народен правобранител. Ова институција кадровски е преполовена, а не очекува избор и на 8 заменици на народниот правобранител, истакна новиот Народен правобранител. Комисијата за заштита на конкуренцијата информира дека во текот на 2025 година се изречени казни за повреди на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата и за повреди на одредбите од Законот за забрана на нефер трговски практики во вкупна вредност од 53.044.555 динари. Со овие санкции, како што велат, комисијата испраќа јасна и недвосмислена порака дека картелските договори, забранетите договори, злоупотребата на доминантна позиција, непријавените концентрации и нефер трговските практики нема да се толерираат. Додаваат дека казните имаат изразена превентивна улога и представуваат ефикасен механизам за одвраќање од идни повреди на пазарните правила. Од комисијата велат дека ќе продолжат со активен надзор и доследна примена на законските овластувања, со цел обезбедување фер и транспарентни пазарни услови, еднаков третман на економските оператори и ефективна заштита на конкуренцијата и интересите на потрошувачите. Најмалку 16 лица загинаа, повеќе од 100 се повредени во силните снежни врнежи што ја парализираа Јапонија, соопштија локалните власти. Најголемиот број смртни случаи се регистрирани во префектурата Нигата, 11, како и во префектурата Агита, 4. Уште еден смртен случај е пријавен во префектурата Јамагата. Покрај тоа речиси 120 лица се повредени во овие 3 префектури во северниот дел на островот Хоншо. Претходно илјадници луѓе ја поминаа ноќта на аеродромот Шинчитосе во градот Сапоро на северниот остров Хокаидо, поради откажување десетици летови како последица на обилните снежни врнежи. Според метеоролозите, влошените зимски услови би можеле да предизвикаат проблеми во јавниот транспорт и во други делови на земјата. Топлотен бран што го погоди југоисточниот дел на Австралија предизвика шумски пожари, поради што стотици луѓе се евакуирани. Температурата во главниот град на австралиската сојузна држава Викторија, Мелбурн, се искачи на 45 целзиусови степени. Во северозападниот дел на Викторија измерени се рекордни 48,9 целзиусови степени. Во Викторија во моментот активни се 6 големи шумски пожари, од кои 3 се надвор од контрола. Огнот најбрегу се шири во регионот Отвајс, каде што изгореа приближно 10.000 хектари површина, а уништени се најмалку 3 објекти. Гаснењето на пожарите е отежнато поради силниот ветер. Времето денеска притпладне претежно облачно кон крајот на денот и во текот на ноќта облачноста ќе се зголеми најпрвен во западните делови, а потоа на секаде ќе има врнежи од дожд, на повисоките планини слаб снег, ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Во Скопје облачно, попладне со повремен дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Денеска кон крајот на денот и во четврток повторно ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Од петок ќе преовладува променливо облачно време со услови за слаби локални врнежи од дожд и снег. Дневната температура ќе има тенденција на паѓање.